Сега го повикувам да ни се обрати господинот Митре Велјановски, пратеник од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер, Битола. Добро вечер, граду на цивилизацијата. Добро вечер, борци за слобода. Почитувани пријатели, 2006 година не беше така одамна да заборавиме. Овие портокаловите дојдоа на крилјата на нивната преродба. Го уверуваа македонскиот народ дека тие се економските реформатори. Го убедуваа македонскиот народ дека тие се европските политичари. Го убедуваа македонскиот народ дека тие се патриотите и родолюбите. Го убедуваа македонскиот народ дека тие се демократите. Ајде со јазикот на разумот, со јазикот на прагмата, ајде да видиме за овие црни нивни 7 години власт, што тие од ова направија. Економските реформатори ветија 8 милиарди евра странски инвестиции. 2012 ја завршија со бедни 44 милиони евра. И сите оние што ги викаат странски инвестиции во Република Македонија им даваат субвенции од сиромаштијата на македонскиот граѓани. Ветија економска преродба. Доживеавме економски колапс, економска катастрофа. 17 месеци поред паѓа индустриското производство. 17 месеци паѓа извоз. 17 месеци секој ден тивко по 1, 5, 10, 15 работници од реалниот сектор остануваат на улица. Ги молевме во парламентот кога со сите тапани и зурли на нивните мегафони кај Латас кажуваат а Ирлија договор минимална плата вовеле. И молевме буквално менде, јас, Весна и сите останати. Дајте бе луѓе, не треба минимална плата во администрација. 8.000 денари минималецот што го воведувате им треба на тие што шијат на машините, тие што земаат аргатлак по 300 денари. За нив тоа ќе важи после 2 години. Економските реформатори не доведоа да бидеме најмизерната земја во Европа. Не тоа ние како нивни политички опоненти што го кажуваме. Нивните институции, Заводот за статистика и најреномираните институции кои врз научна методологија го мерат индексот на сиромаштијата, кажа недвосмислено, недвојбено, македонските граѓани се најсиромашки во Европа. Треба ли уште аргументи кога народот ни трпи за леп, кога 1/3 е без работа, кога 600.000 граѓани живеат дневно со помалку од 1 евро. Која иронија, кое лицемерие, а секој ден на резилот, на срамот, на дното, викано македонска радио телевизија, да гледаме спотови како направиле подпорни цидови и тениски игралишта. Има ли поголема беда, има ли поголем срам? А исто време наши сограѓани да посегнуваат по сопствениот живот со последната реченица дека тоа го прават затоа што не можат да си ги платат своите сметки.
na koje dno, na koje teređe ja donesla Makedonija ovije bezdušnici. Potrošija 15 milijardi evra od budžet. Ne zadolžija 1 milijarda evra od stranstvo. Javno gi prašuvam, herojite, junacite, reformatorite, eden neka izleze i neka kaže koji kapitalen objekt go napravija. V Ohrid vmaro dpamane izleguva so nekakov odčet, kapitalna investicija naveduva potporen zid vo Konjsko. Ima li kraj ova beda, ima li kraj ova dno, ova hipokrizija, ova licemerije? Prlićev kažal, licem svetci, srcem volci. Ovije ne samo što se volci, za njim veće nema sporedba ni vo toj svet tam. Počituvani prijatelji, 1 milijarda evra potrošija za uvoz na električna energija. Za 7 godini 6,5 kilometri avtopa. Vetija avtopat od Bitola do Ohrid. Dođajući večerva, možem da mu poračam na Mileja na Kijeski, delot od Ohrid do Resen, da go zatvori za suobraćaj i da go prenameni za golf tereni i Sogrujevski da igra, videći neće može da promaršati tu jedna tutka. To je slikata na Makedonija. Za ekonomskite reformi, reformatori i dostignuvanja, verujte, možem do utre večer da zboruvam. Če završam so ironijata na ona što je ovde, na ona čudovište narečeno rek Bitola. Počituvani prijatelji, ja si mende i kolegite ne prinudua za so propagandistite da ne kažuvate kad sme protiv modernizacija na kotlite. Zedoja kredit 80 i kusur milioni evra, a isti od toj elem ova godina ima planirano 30 milioni evra da pravi skijački centrina Šapka. Ima li normalan čovjek ova vlast da kaže čekajte me do kada će odi ova ludilo? Nema! Počituvani prijatelji, zbor 2 za evropskite političari koji mi najavija 2006. godina za brzani evrointegraciji. Kade sme? Balkanski kazamat, posledna tupka. 2005-2006 befme barem jedan čekor pred Hrvatska. Kade je Hrvatska? Crna Gora ne postoješe. Kade je Crna Gora na nizinite evropski integraciji? Ostanavme vo toj temen vilaje, vo toj kazamat. I Bosna i Kosovo počnuva da ne zaminuva. To ali se evropskite političari. Zbor 2 za patriotite i rodoljubite. Počituvani prijatelji, ova naša tatkovina koja pominala Iljadnici premrežija, zamislite, dojdoja premijeri, predsedatelji od drugih državi da proslavuva 100 godini vladana druga država, 100 godini znamena druga država. Dojdoja da proslavuva dojdoja da proslavuva
председатели од други држави, 100 години прва Балканска војна. Најголемата трагедија на македонскиот народ беше првата Балканска војна. Вие подобро од мене знаете што значеше Битолската битка во првата Балканска војна. Дотемел изгорена Битола. И тоа туѓи војски да војуваа. Тоа го прославуваа во Македонија, а господинот патриот шеташе во Америка на некакви роуд-шоа. Тоа ли е патриотизам? Патриотизам ли е да се амнестираат хашките случаи? Со денови дебатиравме и со денови ги молевне. Немојте луѓе, тоа е злосторство против човештвото. Можат ли тие луѓе, имаат ли образ себе си да се наречат патриоти? Поголемо предавство има ли од тоа? Нема, почитувани пријатели. Натаму кажуваат колку се демократи. Да донесат специјалци да ги изфрлат пратениците. Мене, Менде, Весна и нашите другари не болат нивните подмолни удари во бубрези и долу во нозете. Не боли душата бидејќи ние сме ваши представници, ние сме гласот на народот. Не бев јас таму Митре Велјановски. Јас бев еден од оние кои ги представуваат 370.000 македонски граѓани. Кревањето рака на нас е кревање рака на собствениот народ. Но, почитувани пријатели, запамтете едно. Кој кренал рака на собствениот народ, неславно завршил. Ние решивме, ние имаме историска одговорност. Застанавме на браникот на татковината и ќе ја одбраниме Република Македонија. Затоа што во темелите на оваа држава има премногу крв. Тука е крвта и на Стив Наумов, чија слика до црниот понеделник остана на мојата маса. Почитувани пријатели, вие сте тие заедно со нас, што на ова лудило ќе каже доста е. Не може повеќе да дозволиме нашата татковина да се разнебитува од неодговорни луѓе, од неизживеани и фрустрирани луѓе. Затоа ви порачувам до крај да истраеме и да го победиме ова зло. Да сте ви здрави и живи, да живее